Купувањето на стан е пред се една голема, важна и скапа работа во животот на секој човек, од која ќе ни зависи квалитетот на нашиот сопствен живот во иднина. Затоа при купувањето на стан е многу важно да се проверат сите можни фактори кои би можеле да влијаат на удобноста на вашиот иден живот и на животот секако на вашата фамилија. За некои од најважните работи на кои би требало да внимавате и секако да ги проверите пред да одлучите да купите стан, повеќето од нас се недоволно информирани. Затоа утрово ви откриваме како до вистинската одлука за купување сигурен дом за вас и за вашите идни генерации, и тоа заедно со господин Ивица Јакимовски, директор и собственик на Golden Art. Добро утро и добре дојдовте во Јасака Македонија. Добро утро, Мими. Благодарам за најавата. Благодарност до утринската програма Јасака Македонија. Тука би сакал да се надоврзам, пошто сите теми кои што се обработуваат во утрово се поврзани со домот, па една од насоките како и зошто треба да се одлучиме за вистински избор или вистински дом е многу битен фактор. Така да во таа насока ќе ги споделиме со нашите гледачи, се со цел да им дадеме подетални информации како треба да се размислува и во која насока. Денес сте лидери на пазарот, јавноста е секако добро запознаена со она што го нудите како крајен производ и за вашата иновативност кога се работи секако за градишништвото. Но да се вратиме малку наназад, како започна приказната за Golden Art пред се, затоа што според оние истражувања кои јас ги правев, представува една семејна традиција веќе. Така е, со самата најава што ја кажавте, значи Golden Art е основана во 2005 година од страна на мојот брат, мојот татко и јас. Меѓутоа, не е всушност почетокот на Golden Art со самото основање во 2005 година. Тоа е семејна традиција, како што рековте, која што се протега преку нашиот татко, преку дедо, прадедо, така да као традиција се провлекува уназад повеќе од 100 години. Е фамилиарна традиција која што сите се градежници, одејќи по тие стапки, се одлучивме ние да ја основаме Golden Art и во таа насака да ја продолжиме традиција. Што ќе кажеме за тимот кој што го сочинува оваа градежна компанија Golden Art? Што се однесува до тимот, значи пред се за да се воспостави квалитет, да се изгради квалитетен производ, не е возможно доколку не постои тим. Значи во рамките на Golden Art се вработени повеќе од 200 луѓе директно. Меѓутоа, како вкупна бројка на тимот е некаде повеќе од 500 луѓе, кај што се влезени изведувачи, подизведувачи, добавувачи, партнери, кои што сите се заслужни за еден поголем систем, кој што го гарантира всушност и квалитетот на крајниот производ во случајов стан или преведено во користење дом. Имате една прекрасна идеја со прекрасно мото, дом не само стан. Кога станува збор за еден сигурен и пред се квалитетен дом, а не само, да кажеме, место за живење или пак стан, дали би можеле да издвоите 3 правила од кои никогаш не отстапувате при изградбата и секако планирањето? Што се однесува во делот на правилата, мотото е едно, секогаш да се задржи квалитетот, или тоа би одело во 3 насоки: квалитет, квалитет и квалитет. Меѓутоа, за да ние го воспоставиме тој начин на квалитет, потребно е да она што го имаме внатрешно, воспоставен систем, кој што го гарантира квалитетот на долг рок или континуитет, задржување на континуитетот при изградба и реализација на одреден проект. Ако се навратам зошто се одлучивме на слоганот дом не само стан, суштината е се што се гради да не остане на позиција како стан, него да остане омилено катче, да се претвори во дом кај што ќе биде неодвоен дел од нашето живење. Секако, не само моментално кога го купуваме стан за нас, например, туку за идните генерации. Поплавите и земјотресите, како и издржливоста секако на новите објекти се доста актуелна тема последниве неколку години со оглед на ситуациите и состојбите кои што го зафатија македонското тло. Кој е вашиот став за оваа проблематика? Тоа што се однесува до поплави, земјотреси и други природни појави кои што ние не сме во можност да ги контролираме, значи ние треба да се насочиме исклучиво во делот на изградба на објектите кај што ги создаваме, ги контролираме и тука можеме да дадеме максимален акцент во делот на квалитет. Значи,
предходно, пред да се изгради еден објект, има процес од делот на планирање, проектирање, делот на изведба, така да тука е моментот кај што треба да се даде максимален акцент, да се држиме исклучиво по тоа што е поставено како законски норми, кои што ни гарантираат и квалитетен и сигурен производ, а со тоа и наидните купувачи им гарантира и безбедност и сигурност дека се на вистинското место. Секогаш кога нели се потикнуваме да купиме стан или пак да избереме некој стан, тргнуваме од самата цена. Меѓутоа, што ја одредува цената на еден Golden Art дом, локацијата или пак квалитетот на материјалите кои што се користат за самата изградба? Значи, што се однесува во делот на цената, цената е збир од повеќе елементи, така да не може да се одреди само локација и квалитет. Значи, потребно е на одредена локација да се исполнат одредени услови кои што на нас не се потребни за секојдневното живење, вклучувајќи од градинки, основни училишта, болници, се она што ни е неопходно во процесот на секојдневно живење, така да е покомплексен дел кај што се вклопени повеќе елементи. Значи, она што секогаш се задржува, квалитетот мора да се задржи на секоја локација, меѓутоа не секаде цената може да биде иста. Ние кај нас тоа го делиме во три подсистеми, кај што имаме Golden Art систем, Golden Art Energy систем и Golden Art Gold систем. Значи, во сите тие системи се поставени одредени приоритети и во зависност од тоа, на тој начин им нудиме на купувачите поширок спектар и можности према потребата која што имат, да може да се вклопат во самите потреби. Нашите гледачи, барем на некој начин со овој разговор ќе се запознаат за што станува збор помеѓу мене и вас, секако за самата основа на Golden Art и секако за нивната работа, меѓутоа за оние кои што ќе сакаат повеќе да се информираат со вашите системи на градење и нормално другите информации кои што може да ги добијат во однос на тоа како да изберат квалитетен стан, каде може да ве најдат? Значи, ние покрај тоа што сме присутни во социјалните мрежи преку рекламирање на телевизија, значи имаме во рамките на Golden Art воспоставено едукативен центар кај што пред одлука да се донесе за купување на стан имаат можност сите купувачи буквално да присуствуваат бесплатно на обука кај што ќе можат одблиску да се запознаат со целосен систем што всушност представува едно градење. Во тој едукативен центар, значи, учествуваат предавачи кои што се внатре во самиот систем, кои што го создаваат крајниот производ. Јас тука јавно би ги поканил сите идни денешни или идни купувачи да се обратат, затоа што добиваат бесплатна едукација и ќе добијат многу повеќе информации што всушност представува еден дом. Значи, таа насока е многу битна, што е всушност делот на енергетска ефикасност, кој тип на производ, како се вградува, што добиваат со вградување на тој производ. Така да уште еднаш би ги повикал јавно, тоа е во интерес нивен, затоа што ќе дознаат нешто плюс, кое што ќе им биде пресудно во одлуката при купување на стан. Убаво е да се дознае малку плюс информација за она што сакаме да го поседуваме и пред се, како што кажавме на самиот почеток, да не биде само стан, туку да биде дом, да биде едно убаво качен за живење, каде што ќе го поминеме остатокот од нашиот живот, а и нашите генерации секако ќе го наследат сето тоа. Господине Ивица, ви благодарам за овој утрески разговор. Се надевам дека со овие едукативни програми граѓаните ќе бидат подобро запознаени за, како што кажавте, целокупниот систем на градба на еден стан. Благодарам и на вас за одвоеното време. Мислам дека допринесовме многу при можноста да се даде дополнителна информација на самите гледачи.